Почитувани гледачи, вие следите емисијата Настани кои ни предстојат. Продолжуваме со нова тема која гласи Нова земја, илузија или реалност. Замислите, почитувани пријатели, да се запрашаме што не очекува утрешниот ден. Може би не буквално, или следната седмица, следниот месец, следната година. Нова предавање ќе зборуваме за далечната иднина што е резервирана за нас. Што мислите, што ќе работиме за 5 милиони години од сега? Како ќе изгледа светот во кој ќе живееме? Колку јасно ќе се сеќаваме за конфликтите, за војните, за проблемите што сме ги имале во нашиот живот додека сме биле нова планета, нова земја. Се разбира, сите овие прашања се во врска со рајот и новата земја. И едноставно се прашуваме што ќе работиме на новата земја. Дали животот ќе биде сличен како денеска што го живееме? Сепак можеме да одговориме на прашањето колку што Библијата ќе ни ги даде и одговорите. Ајде да прочитаме во посланието до апостол Павле до Римјаните, 8 глава. Зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата која ќе ни се открие нам. Зашто сето создание со нестрплив копнеш го очекува откривањето на Божите синови. Имено созданието и беше починето на суетата, не доброволно туку од оној кој го почини, во надеж дека и самото создание ќе биде ослободено од робството на распаѓањето во слобода на славата на Божите деца. Имено знаеме дека целото создание воздивнува заедно и страда во родилни маки досега. И не само тоа, туку и оние кои го имаме духот како прв дар, ние самите воздивнуваме во себе чекајки го посинувањето, откупувањето на нашето тело. Интересно, драги пријатели, овде Павле не троши зборови взалудно. Тој ни кажува што точно мисли за иднината. Овде Павле споменува една прекрасна слика, споредба со пораѓање. Кој од вас родил бебе барем еднаш? Колку од вас тоа го има сторено во животот? Секако тоа го прават нашите мајки. За породилните мајки ние мажите можеби не знаеме доволно, но нашите мајки, нашите жени тоа можат подробно да го опишат. Навистина, тоа не е така лесно. Но овде Павле споменува дека маките кои народот Божи ќе ги помине, ќе бидат слични како породилните маки. Ние всушност ќе се фокусираме на она што Исус сака да ни го каже. Еве, овој цитат од некој си господин кој го напишал гласи вака. Исус доаѓа да ја представи предноста и убавината на небото. Привлечноста на небото да стане блиска на нашите мисли и силата на сеќавањата украси со слики на небесната вечна убавина. Големиот учител на човекот му дава поглед на идниот свет. Тој поставува вистински Божи барања. Ако можете да го насочите човечкиот ум на идниот живот и на неговите благослови во споредба со грижите на овој свет, неверојатен контраст длабоко се врежува во умот, опфаќајќи ја душата и целото тело. На тој начин тој ги трга поминливите работи и чувства кои имале приоритет и им дава место на работите кои се подредени на поголема и вечна предност. Очигледно, овој писател сака да ги фокусираме нашите мисли, почитувани пријатели, но на вистинското, но на што е најважно. Всушност, овде исто така ни се поттикнува мислата да се фокусираме и на штит против искушенијата. Ајде да размислуваме и на ова поле, почитувани пријатели. Значи, ке има искушенија, ке има маки. И затоа Павле, спомнавме пред малку, споменува породилни маки. Тоа не се лесни, но после кога ќе се роди детето, мајката се радува и сите околу неа. Маките се заборават. Зошто? Затоа што во раце го држи чедото. Нешто што е најмило за една мајка. Меѓутоа, дали небото е вистинско место
Дали небото е вистинско место, почитувани гледачи? Кај што вистински ние ќе се препознаеме, кај што ние вистински ќе се гледаме. Еден новинар отишол на еден аеродром и направил во Чикаго интервју со многу луѓе, го поставил прашањето дали сте сигурни дека ќе одите во небото кога ќе умрете. И оној типичен одговор го добил од присутните. Па никој тоа не го знае. Почитувани пријатели, живееме во време кога многу луѓе не веруваат во вистинско небо. Дури и некои проповедници, на жалост, погрешно го разбираат она што Бог го учи за небото. Неговите жители честопати се прикажуваат како бестелесни духови кои живеат во некој неопределен свет, кои лебдат во облаците во нереална земја на совршена среќа. Дали е тоа така? Што ни кажува Библијата за новото небо и новата земја? Дали таму ќе се препознаеме? Дали таму ние ќе се чувствуваме многу пријатно? Дали ќе имаме тела? Еве што кажува овде текстот. Во домот на мојот татко има многу живеалишта. Ако не беше така, јас ќе ви кажев, зашто одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе. Понатаму текстот продолжува да бидете заедно со мене. Значи, почитувани пријатели, небото е вистинско место. Место кај што ќе се видиме вистински. Јован пишува, тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небото од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж, и чув силен глас од небото велејки, еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живе со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. Очигледно, овде се споменува шатор. Шатор. Божиот шатор се наоѓа меѓу луѓето. Што тоа представува? Во Стариот Завет, ако го отвориме Стариот Завет, ќе видиме дека светилиштето било символ на местото каде што живеел Бог, каде што Бог едноставно се откривал. И Јован сега продолжува со таа мисла, дека меѓу Божиот народ ќе биде шаторот, значи ќе биде Бог. Зашто Бог им рекол на израелците, направите ми светилиште, шатор, и тука ќе се откривам, тука ќе предстојувам. Така Јован дава една паралела. Тој го гледа во Божиот народ, односно во Божиот град, шаторот, значи самиот Бог ќе биде присутен. И понатаму читаме, да, вака зборува Господ, Творецот на небесата. Тој е Бог кој ја вообличи и ја создаде земјата, која засврсти и не ја создаде пуста, туку ја вообличи за живење. Јас сум Господ и нема друг. Значи, почитувани пријатели, самиот Бог ќе биде присутен меѓу својот народ. Планетата Земја, драги пријатели, создадена за луѓето. Таа е создадена за нас. Ајде сега малце да разгледаме неколку библиски факти за реалноста на небото, што едноставно го очекуваме. Каков ќе биде животот? Како ќе изгледа животот на новата земја? Што ќе работиме таму? Дали ќе копаме? Дали ќе работиме? Ќе живееме во вистински куќе, вели текстот. Ќе живееме со Исуса. Самиот Бог ќе живее со нас. На неговиот престол ќе има место покрај него за тебе и за мене. Почитувани пријатели, можеби се прашувате зошто оваа планета денеска од сите планети во сончевиот систем е совршено прилагодена за човечките суштества. Создателот кој е полн со љубов го направил овој свет дом за неговите суштества. Сепак ова планета на која денес ние живееме е расипана од гревот. Неговата атмосфера веќе не е чиста. Низината вода веќе не е чиста. Смртта е присутна на нашата земја. Болести владеат насекаде. И затоа потребна е промена. Потребна е нова земја, ново небо, како што вели Светото писмо. Библијата не уверува дека Божиот првобитен план сепак ќе се оствари. Гревот и злото еден ден ќе исчезнат, ќе бидат уништени. Нашата планета ќе биде очистена и затоа апостол Петар ги запишал овие зборови. А ние според неговото ветување очекуваме нови небеса и нова земја во кој пребива правдата. Значи, според пророштвото на апостол Петар, Бог кој ќе дојде, Исус Христос, ќе создаде нова земја, ќе пречисти, ќе очисти ова земја
i ova nebo. Zašto? Zato što se grešni i vlade grev. Sigurno Petar ovdje ne zboroval za ova zemlja izvalkana od grev. Doaѓа novo vreme, nov svet, zašto некои веруваат и учат дека овде ќе биде Царството небесно тие 1000 години. Не, драги пријатели. Царството небесно од 1000 години ќе биде горе на небото. После тие 1000 години, кога ова земја ќе биде обновена, очистена, создадено ново небо и нова земја, овде Божиот народ ќе се симне и ќе живее за секогаш. И ти, стражарнице на стадата, тврдино на сионската керка, пак ќе те се врати тебе поранешната власт, царството на Иерусалимската керка. Значи, повторно власта, повторно авторитетот, повторно условите ќе бидат воспоставени нова земја, но после 1000 години, кога ова планета ќе биде очистена и приготвена за нов свет, односно за нов живот, и овде ќе биде тој вечниот рај. Да размислиме, драги пријатели, како ќе изгледа на новата земја. Потоци кои жуборат, птици што пеат, долини покрини со зеленило, дрвја полни со безброј видови овошја, полиња со жито што се брануваат. Во една од своите визии, пророчицата Елена Вајт била однесена во таа обновена земја и еве како таа ја опишува. Видов едно поле полно со секакви цвеќиња и додека го берев повикав, тоа никогаш нема да овене. Примитив еден тревник со необична трева, со величествен изглед. Тревата е зелена и свежа со сребрено жолт сјај и достоинствено се свиткува во слава на Исуса како цар на царевите. И видов како мали деца се качуваат или пак на своите крила полетуваат на вравовите од ридовите и берат свеќиња кои никогаш не вене. Видов прекрасни работи кои не можам да ги опишам. О, кога би можела да зборувам на ханански јазик за да опишам нешто малку од славата на подобриот свет. Интересно како ова пророчица Елена Вајт ги опишува тие моменти што Бог и овозможил да ги види. Знаеме дека сите со нетрпение очекуваме одредени работи да се случат на обновената земја. Има некои работи и на ова планета на која денеска ние живееме дека се добри, фини, има паркови уредени од човечка рака, но сепак, драги пријатели, овде има болести, овде има грев, овде има смрт. И затоа ние очекуваме нов живот, нов свет, место кај што ќе живееме за секогаш. На новата земја ние ќе имаме вистински тела. Небото е вистинско место и ние ќе уживаме во вистински тела. Небото, почитувани гледачи, не е духовен свет, направено за вистински луѓе со вистински облици на тело, со месо и коски. Затоа размислете за тоа. На новата земја ќе се препознаеме. Павле вели, ќе бидеме како што сме. Ќе се препознаеме еден со друг. На небото и на новата земја ќе уживаме во тело што се живи, во вистинска смисла на зборот тела кои се бесмртни. Тие тела сега нема да бидат подложени на смрт, зашто смрт повеќе не постои. Гревот е уништен и секако оној од кого потекнува гревот, сатаната ќе биде за секогаш уништен. Еве да прочитаме што вели апостол Павле. Кој ќе го преобрази нашето унизено тело, ќе се сообрази со неговото славно тело според дејството на неговата слава со кое може да покори се под себе. Очигледно, Павле овде зборува дека овие наши тела ќе бидат променети, преобразени. Исус ветува дека ќе ни даде нови тела, исполнети со живот, ослободени од болести и слабости. А Исаја, пророк Исаја додава следново. Закрепнете ги изнемоштените раце, зацврсите ги изнемоштените раце, зацврсите ги ослабените колена, речете им на исплашените срца, бидете силни, не бојте се. Еве го вашиот Бог, од маздата доаѓа Божјата плата, тој самиот брза да не спаси. Очите на слепите ќе прогледаат, ушите на глувите ќе се отвораат, тогаш хромиот ќе скока како елен, јазикот на нимиот
ке воскликнува. Дали ове стихови од Библијата ве подсетуваат на песниот типот Земја на радост не чека сите нас. Нема да има тага во неа. Нека верата те води кон тој подобар свет. Има светли денови, среќата е работа за сите. Тоа се само реченици од некои познати песни христијански, почитувани гледачи. Текстот вели нема да има слепи. Замислите, нема слеп човек. Нема глувонем човек. Никој нема да рече болен сум. Ке се чувствуваме добро цело време, цел живот. Ке доживееме совршено здравје. Постојно ке зрачиме со руменило и вечна младост. Се тоа е дел од наградата што Господ Исус ја подготвува за оние кои денеска му се верни, оние кои денеска по цена на својот живот му служат. Треба да забележиме, почитувани пријатели, еден многу важен факт за нашите тела. А тоа е дека ќе се сетите дека Бог ветил дека повторно ќе направи земја како што била Едемската градина. Замислете каде живееле Адам и Ева. Тако нешто Бог повторно ќе го направи за своите спасени. Ајде малце да се позабавиме и да размислуваме колку бил висок Адам, како изгледал. Замислете ова слика. Адам и Ева, прекрасни, створени, создадени според Божиот лик. Еден цитат вели, Адам бил повеќе од 2 пати повисок од луѓето кои живеат сега. Замислете, ако сме денеска 1,80 м некој просек, или 1,90 м, Адам бил 2 пати повисок од денешните луѓе. Повеќе од двојно повисок од луѓето што живеат сега. Некои кошаркашки супер звезди, знаеме дека денес имаат до 2 метра, 2 метра и 30, тие се скоро највисоките кошаркаши. Се разбира, тие се исклучок. Мислам дека овие мерки ќе бидат многу интересни за нас, ако ги споредиме со Адам. Еве, ова фотографија ни укажува, мислам дека овој со ова штака и почина веќе највисокиот човек во светот. Ако Адам бил повеќе од двојно повисок од просечниот човек, почитувани пријатели, тој најверојатно бил висок околу 4 метри. Дали некој сте се запрашале колку би бил тежок човек кој има висина од 4 метри? Математичкиот одел на еден факултет еднаш пресметал дека тежината на Адам била околу 1100 килограми. Значи, таа пропорција, висок 4 метри, тој треба да биде и поширок секако, подолги нозе, раце, тело и би тежел некаде околу 1100 килограми. Како бил навистина Адам? 4 метри висок. Еве, тежина околу 1100 килограми. Можел да оди со брзина околу 50 километри на час. Некој може ќе запраша од нас, почитувани пријатели, дали навистина ќе имаме тако вид на тело ние на новата земја, зашто ќе изгледаме по висина како Адам што бил. Ако умриме пред доаѓањето на Исус, ќе воскреснеме во славно, ново, бесмртно тело кое ќе дојде Исус. Сепак, на некој начин ќе бидеме слични, односно слични како денеска што сме, но со подруги пропорции. Ние во вечноста ќе растеме. Ако сме сега 1,80 м, 1,90 м, треба да ја достигнеме таа висина која ќе ни биде потребна на новата земја. Меѓутоа, секоја генерација ќе открие прогресивна, едноставно изопачување во човечкиот физички раст. Ние денеска се намалуваме. Првите луѓе, рековме Адам колку бил подосна, таа висина се скратувала, бидејќи човекот под влијание на болести и на други услови, неговиот живот, на жалост, се скратува. И затоа, почитувани пријатели, ајде да го прочитаме сега и следниот цитат од книгата на Откровение. И ми покажа чиста река со вода на животот, бистра како кристал, кој истекнува од преслот на Бога и на јагнето. Среде низината улица и од двете страни на реката дрво на животот, кој раѓа 12 плодови, а лисјата на дрвото се за исцелување на народите. Овие плодови, што се овде опишани на ова дрво, ќе служат
за да го одржат животот на жителите на новата земја. Различито ово ще носи нов живот, подобро здравје и виталност секој месец. Овој плод го представува самиот живот од Бога. Значи, тамо нема да бидеме самостални бесмртни луѓе. Ние ќе бидеме бесмртни, но ќе бидеме зависни од Бога. Тој ќе ни ја дава таа бесмртност, постојно ќе бидеме такви во вечноста. Библијата јасно вели дека лисјата на дрвото се за исцелување на луѓето. Но кому ќе му треба исцелување во рајот? Кога болест повеќе нема да има. Како да го разбереме овој текст, почитовани пријатели? Значи, вели лисјата на дрвото ќе бидат за исцелување на народите. Ајде малце да се присетиме на некои библиски пророштва од Стариот Завет. Да го прочитаме извештот во Малахија 4.2, па ќе ни биде појаснен текстот од Откровение 22 глава. А вам кои се боите од моето име, ќе ви изгрее сонцето на правдата, со здравје во крилата, и вие ќе излегувате поскокнувајки како телиња на пасење. Овде пророкот зборува, почитувани, дека Божиот народ ќе има витално тело, здраво тело. Значи, овие лисија, кои Јован ги спомнува, ќе бидат за нашиот раст, додека не ја достигнеме она висина која ни е потребна. Значи, не станува збор за некоја буквална болест која треба да се лечи, туку висината наша. Значи, ако некој од нас сега почине пред Христовото доаѓање, според таа физичка висина, тој ќе воскресне со истата висина, но во вечноста тој ќе надокнади таа висина која му е потребна со ова што овде пророкот го видел. Значи, од плодовите ќе јадеме, ќе јадат спасените, за да ја одржуваат својата безгрешност, односно својата бесмртност, а лисјата ќе служат за наш физички раст. И тогаш, како што овде гледаме на фотографија, ќе достигнеме она висина, слична на Адам, кој бил висок, рековме, околу 4 метри. Според таа пропорција, тој тежел 1100 килограми. Интересно, почитувани пријатели, замислете како ќе изгледаме ние физички, како ќе работи нашиот мозок. Помислите на тој капацитет на човекот со 1100 килограми, со совршено здравје. Како ќе работи неговиот мозок? Тоа ќе биде еден вид компјутер, посовршен мозок дури од денешните најсовршени компјутери. Научниците велат дека интелектуалната моќ на човекот ја одредува површината на човечкиот мозок. Нашите мозоци денеска тежат околу 1200 килограми. Способни да примат 100.000 пораки во минута, кои доаѓаат од сите делови на телото. Значи, денешниот мозок може да прима толку информации, а тежи околу 1200 грама. А замислете, драги пријатели, мозокот на Адам, кој бил пропорционално многу поголем според неговото тело, според неговата висина. Тој тежел, мозокот на Адам, според пресметките на овие млади луѓе кои тоа го пресметале, околу 9,5 килограми. Значи, нашиот мозок денеска тежи околу 1200 грама. Замислите Адам, 4 метри, пропорција лево-десно, висина, неговиот мозок тежел околу 9,5 килограми. Замислете на голема лубеница. Неговата интелигенција може да биде навистина многу посилна, супериорна од нашата денеска. Тој сигурно би бил еден врхунски мозок. И затоа ние се чудиме кога Бог ги создал животните и сите животни, вели текстот, поминале преку Адама, пред Адама. И тој им дал име. Значи, на секое животно Адам му дал име. Замислете како капацитет имал на мозок самиот Адам. Тоа е Божје создание. И затоа Адам, почитувани гледачи, живел 930 години. Тој можел на многу генерации, без компјутер, без пишани документи, усмено да им пренесува на своите внуци
paravnuci. Ono što se slučilo во gradината. Како погрешиле, како били истерани надвор, како се случило првото убийство. Замислете како бил Адам. Драги пријатели, нашата вечна иднина е совршени тела, со совршен ум, во совршен свет. Во следното проучување ќе проучиме некои активности како, што ќе живееме, како ќе живееме, што ќе работиме на новата земја. Ви посакувам секое добро и се гледаме во наредната емисија.